Во Стариот Завет има многу пророштва за Христовото доаѓање и во едно од тие пророштва пророкот Исаја во 9 глава во неговата пророчка книга Христос или Месијата го опишува со неколку титули. Едно од тие титули е кнез на мирот. Пишува таму во 9 стих, 5 стих 9 глава, зашто дете ни се роди, син ни се даде, власта е на раменјата негови и ќе го наречат чудесен, советник, Бог силен, Отец вечен, кнез на мирот. Христос е именуван како кнез или принц на мирот, како големиот миротворец, оној што господари со мирот. И оваа титула на Христос не губи на значење до ден денешен. Ова пророштво е дадено некаде 700 години пред да се роди Месијата и сега 2000 години после тоа раѓање се уште е актуелна. Се уште Христос е актуелен како миротворец. Зашто проблемот со немирот или отсуството на мир е сериозен. Човештвото искусува немир. Човештвото е денес поделено по многу основи. Многу конфликтни поделби има во светот. Слушаме за војни жаришта. Има во меѓународните односи конфликти. Секој ден слушаме за жртви на тие различни војни жаришта. Многу миротворци поминаат. Многу миротворци и денес работат во тие завојувани конфликтни држави. Многу пари се дадени за проекти, за усилби, за доведување во мирна состојба. Но мирот е далеко, многу далеко. Апостол Павле во право, кога во 3 глава во посланието до Римјаните, 17 стих вели, тие не го познаваат патот на мирот. И сведоци сме дека човекот не го познава патот на мирот. Немирот е поради непознавањето на мирот, на вистинскиот мир, на патот на мирот. И тоа го искусуваме не само и го гледаме не само во меѓународната политика, во проблемите, војните што ги водат државите, различните религии или етнички групи или држави. Проблемот го гледаме секојдневно, на индивидуално ниво, на многу практично ниво. Гледаме немир, конфликти во семејствата, на работа, во соседството, па дури и во црквите. Колку од црквите живеат во немир, па и поделбите што се случуваат е резултат на тој немир. И овој текст што го прочитавме од посланието до Ефесијаните од 14 до 80 стих говори за Христос како мир, кој носи мир, кој помирува. Во овој текст Господ Исус Христос ја премостува, апостол Павле ни покажува како Христос ја премостува неголемата поделба која постојала во историјата на човештвото. Премостување на поделбата меѓу Божиот народ и незнабожците, паганите. Минатиот пат говоревме за тоа кога го разгледувавме посланието од 11 до 14 стих, видовме дека апостол Павле продолжува да поставува контраст во последиците што ги искусува човек што живее без Христос, човек без Христос, кој е мртов во престапите и гревовите, и човек во Христос. Апостол Павле прави многу силни контрасти, за да живееме со сознанието што имаме во Христос, да сме свесни за тоа што имаме во Христос. Зашто ако забораваме што имаме во Христос, светот ќе не влече назад. Ако постојано не живееме со јасното сознание колку е безнадежна и очена состојбата на луѓето без Христос, мртви во престапите и гревовите, кои слепо го следат движењето на овој свет кој е раководен од царот на од кнезот на темнината, од сатаната, робби на телесните желби, туги на заветите на Бог, на ветувањата на Бог, живеат во страв, во суеверие, живеат, тоа го видов во 11 до 13 стих, далеко од Бог, без надеж. Човек без Бог нема надеж. Човек кој е без Христос, кој е вон од Христос, живе постојано во страв, се буди во страв, живе во страв, заспива во страв.
Зошто, за разлика од Божиот човек, тој нема надежда во Бог. Разликата меѓу Божиот народ и паганинот е во тоа што припадникот на Божиот народ во секој ситуација живее со надежда што има во Бог, зашто Бог ветил, Бог склучил завет. И знае дека во секоја ситуација Бог, каква и да е, Бог ќе донесе спасение, ќе донесе избавување. Човекот без Бог живее во суеверен страв и прави секакви трикови, обиди да го милостиви Бог, да го спаси од тој страв. И продолжува да живее во страв. И апостол Павле овдека ни објаснува како незнабожците беа доведени и станаа припадници на Божиот народ, како тоа непријателство, таа преграда, тој зид на конфликт меѓу едните и другите Бог го реши во себе на крстот. Меѓутоа овдека можеме да откриеме многу практични принципи кои можеме на индивидуално ниво, многу вистини кои можеме на практично секојдневно ниво да ги применуваме, да живееме. За да треба да разбереме што е вистинскиот мир, како се живее во вистински мир и како се решава проблемот со немирот. Овдека се дадени тие принципи, јас сакам покрај теологијата што апостол Павле покажува, што имаме во Христос, овдека да го видиме и тој рецепт, тој процес што го дава за воспоставување на мир во Христос. Самиот Христос го примени тој рецепт. Како се препродуваат тие конфликти. 3 пати може да видите се среќава зборот мир и тоа е клучниот збор мир. Главното и основното е мир со Бог. Тоа е основното. Имаме прием кај Отецот, имаме мир со Него. И во сите тие 3 случаеви во кои се употребува зборот мир, тој е непосредно врзан со Христос. Тој е нашиот мир, така започнува текстот. Тој воспостави мир и тој благовести мир. Значи самиот тој е мир, кој воспоставува мир меѓу луѓето и кој проповеда, кој се застапува, кој ги води луѓето кон мир. Сите ги обединува во себе, прави единство во мир. Хајде ги видиме сите овие работи. Прво, да видиме што е всушност мир. Што е мир? Која е дефиницијата за мир? Зашто разбирањето на човекот за мирот и овој разбирање што Библијата ни го дава не е исто. Дали е мир, например, кога непријателските страни ќе го положат оружјето, ќе го остават оружјето и ќе престанат да војуваат. Да, подобра е ситуацијата кога не војуваат отколку кога војуваат. Но тоа не е вистински мир. Со само тоа што престанале некои да војуваат, не значи дека и тие живеат во мир. Дали во едно семејство кога брачните партнери ќе решат да не се разделуваат, зашто тоа ќе се одрази на децата, а продолжат да живеат во студенило, во отсуство на хармонија и разбирање, дали има мир? Или пак, дали во една црква во која редовно се одржуваат службите, служењата, сите проекти што треба да се вршат, меѓутоа внатре има поделба и студенило, дали има мир во една таква црква? Дали кога луѓе ќе решат, ќе се разберат, дека не може да се разберат, тоа е нешто, нели, така популарно. Се разбрахме дека не можеме да се разбереме, но ќе се поздравуваме и нема да живееме во непријателство, но нема да живееме и во мир. Што е вистинскиот мир? Апостол Павле вели, тоа е нашиот мир, кој од двата народи направи еден. Значи мирот е нешто многу повеќе. Христос е мирот кој создава единство во себе. Мирот е заемно прифаќање. Ние ќе видиме како тие два народа станаа еден. Станаа единство. Секоја друга форма на мир е сам во кој нема единство и прифаќање, е нешто површно, е нешто надворешно и обично таквата состојба на мир, а тоа е приведен мир, на крајот пак завршува со немир. Тоа завршува со војна.
Зашто во времето додека траела состојбата на лажен мир, страните само трупале уште повеќе причини за војна. И кога доаѓа крајот на таа приведна состојба на приведен мир, само се излева она што било трупано. Има дури состојби на приведен мир кои се случуваат зашто се уморуваат луѓето веќе да војуваат. Јас веќе ми издодеа да војувам и ќе престанеме да војуваме. Меѓутоа, привидниот мир е само време во кое што се трупа ново оружје, нови аргументи, нова сила да се започне нова војна. Нема вистински мир без мирот. Ако Бог е љубов, Бог е и мирот. Христос е мирот. И она што всушност сака да го каже апостол Павле, она што ни го каже во Словото, дека Исус е мирот. Ако Христос отсуствува, нема мир. Присуството на Христос значи мир. И ова е големиот контраст во споредба со претходните стихови. Без Бог, без надеж, без ветувањето на Бог. Тоа е паганизмот. Што е паганин? Што е јазичник? Јазичник е човек кој го нема Христос во себе. Јазичник е човек кој не живее во Христос. Тој може да се декларира како некаква христијанска традиција. Тој може дури да врши обреди во црква. Но ако го нема Христос, тој нема мир. Тој е безбожник, незнабожец, паганин, јазичник. Сите тие зборови не се употребени овдека. Сушност, апостол Павле сака да каже, не можеме да живееме во мир ако самите ние немаме мир. Околу нас нема мир, ако во нас не е мирот, не е Христос. Што обично правиме? Која грешка обично е правиме? Ние обично мислиме дека ќе дојде мирот, ќе има мир, ако се справиме со манифестациите на немирот, со надворешните, нели, нешто. Ако ги средиме работите, ако ги сречиме некои надворешни причини кои доведуваат до немир. Бог, вели, се започнува со личност. Со Исус Христос се започнува. Само ако го имаме Христос, нашиот мир, тогаш можеме вистински да ги решиме и оние други нешта. Знаете, кога има немир, ние обично причината ја бараме надвор. Велиме, проблемот е таму и таму заради немирот. Кога, например, во Македонија, ја велиме, во Македонија има немир, има контензична состојба, бидејќи албанците предизвикуваат. Или обратно, тие велат, зашто македонците го прават. Ако албанците би станале македонци или македонците албанци, би се решил проблем. Овдека апостол Павле говори за сосема друго нешто што направи Христос. Не ги направи едните како другите или другите како првите. Ние обично се жалиме за последиците што сме ги претрпеле поради проблемот што го има некој, што го создал некој. Апостол Павле насочува кон поиндивидуално ниво. Тој говори за не другиот проблем, за мојот проблем. Тоа е мојот мир. Нашиот мир во множина, во еднина, значи тоа е мојот мир. И ако јас го немам мирот, нема да има мир околу мене. Додека во мене не завладее мир, нема да има мир и околу мене. Ако во мене има мир, тогаш ќе има мир во мојот живот. А ако го немам Христос, ако во мене го немам мирот во мене, тогаш јас не можам и да учествувам во решавањето на проблемите кои го создаваат немирот. Зашто во отсуството на мирот и нашиот поглед на нештата е изопачен. Во отсуството на мирот ние не можеме правилно да ги согледаме нештата околу нас. Не можеме правилно да ги процениме работите и не можеме правилно
правилните решенија, предлози, механизми да ги спроведеме. Како може да решаваме конфликт ако во мене има конфликт? Како можам да бидам миротворец, да ширам мир, ако во мене нема мир? Значи, решението, вели Павле, е мир. Христос требаше да дојде за да го реши проблемот со непријателство меѓу едните и другите, евреите и неевреите. Без Христос нема решение. Тој е мирот. Тој требаше да влезе и во едните, и во другите. Тој требаше да стане решение и за едните, и за другите. Што тоа е нашиот мир. И тоа е, нели, ова ветување. Ако го имаш Христос, тоа е нашиот мир, тој го успокојува срцето и тогаш можеме да го предадеме проблемот и тогаш за господарува мирот и тогаш има решение. Тогаш правилно ги разбираме работите, тогаш прилагаме разумни решенија кои носат мир и тоа е почетокот. Затоа почнува со решавањето на проблемот меѓу евреите и незнабожците со Христос. Првата реченица, тој е нашиот мир. Тоа започнува. Без Христос немаме мир. Тоа е нашиот мир, кој двата направи едно. Овдека понатаму апостол Павле употребува многу живи слики од Стариот Завет, од храмот, од законот, па и крстот, нели, понатаму ќе видиме. Слики кои говорат за еден процес. Како се скрши тоа непријателство, како поделбата се тргна и како се создаде тоа единство. Дели ја разруши преградата што беше меѓу нив, откако во телото свое го уништи, со телото свое го уништи непријателството. Разруши преграда што беше меѓу нив, и ова асоциација од храмот, ќе видиме слика од храмот, со рушењето на преградата тој го уништи непријателството. А како? Со тоа што го обесили, ова во партиципна форма. Главниот глагол овдека е уништување на непријателство. А како се уништи непријателството? Со тоа што се обесили законот. Обесилувајќи го законот, го уништи непријателството. Интересни конструкции, интересни идеи. Прво говори за една преграда, дека тој ја собори или ја тргна, ја разруши преградата. Таа преграда стоеше во храмот, во дворот, и таа преграда го делеше просторот во кој може да влезат неевреите, незнабожците, од онаа место, од онаа дел во храмот, каде што имаа достап само евреите. 1871 година група археолози, копајки во Ерусалим, пронашле плоча од храмот, камен, на кој било напишено предупредување до неевреите, до јазичниците. Влезот понатаму се казнува со смрт. Со смрт се казнува достапот до оние места кои што е обезбедено само за евреите. Зидот делеше. Зидот е непријателството. Евреите гледаа со омраза, со презир кон неевреите. Но истиот однос го има и другите. Тоа непријателство постоеше. Односот не бил поинаков од едната или од другата страна. Кога говориме за градење на зидови, обично мислиме за градење нешто, постоја на прегради меѓу луѓе кои имаат непријателство. И употребуваме таа фраза. Велиме, создадоа зид едни со други. Такви зидови може да се создадат и во црква, и дома може да се создадат. Во општеството, меѓу народи се создадат такви зидови, меѓу етнички групи. Зидови на непријателство. Како Христос го сруши тој зид? И всушност во овој случај што го изгради тој зид, за да биде можно рушењето на зидот. Зидот се сруши, тоест непријателството се тргна со тоа што се обесили законот со заповедите и одредбите. Законот, Мојсеевиот закон, беше даден на евреите. И евреите требаше да живеат според тој закон,
за да се покаже Божјата светост. Да се покаже дека Бог е поинаков од боговите во кои што веруваа другите народи. Другите богови беа неморални, каприциозни, непостојани во своите решенија, во својата природа. Бог е свет и праведен. И живејќи го законот кој е свет, кој го представува совршеноста на Бог, евреите требаше да покажат светост како што Бог е свет. Меѓутоа, во никој случај исполнувањето на законот не значеше самоправедност. Исполнувањето на законот во никој случај не даваше право на евреите да се сметаат за нешто, за поправедни од другите. А токму тоа се случи. Евреите гледаа со презир на другите народи зашто ги сметаа за подолни. Ние сме праведни, другите се неправедни. Тоест, овде ги имаше проблем на самоправедност. Исто тој проблем со кој што се соочи Господ Исус, кога се воплоти. Самоправедноста на фарисеите. Тие одрекуваа потреба од спасение по благодат, зашто сметаат дека се праведни. Го исполнуваат законот и нив не им треба милост од Бог. Не им треба благодат. Но и неевреите можеа да забележат, да видат дека самоправедноста на евреите е лицемерна. Апостол Павле многу јасно тоа го открива во првите 3 глави на посланието до евреите, кога ги укорува евреите. Вие, иако имате закон, во некои стаци се однесувате полоши од оние што живеат без закон. И на тој начин го газите, го сквернавите дури и Бог. Она што им даваше, оно што даваше основа, некаква причина да се сметаат за, да гледаат со презир на другите, да се сметаат за повеќе од другите, беше самоправедноста од законот. И што направи Христос всушност? Како го тргна тоа слепо непријателство кој постоеше од двете страни? Го обесили законот и кога го обесили законот, ќе видиме како го обесили законот. На крстот. То всушност овдека што го прочитавме текстот е отсуства еден збор. Во него, во неговото тело го обесили законот. Во себе го обесили законот. Го обесили законот и едните и другите ги постави на една рамна основа. Ги постави на еднаква основа. И едните и другите. Ја ги исправи всушност пред својата светост. Христос е единствениот кој совршено го исполни законот. Совршено исполнувајќи го законот, Христос стана критериумот. Христос е светиот кој сега кон кого сите се сообразуваат. И евреите, и неевреите. Исполнувајќи ги законот, всушност, тој сите сега ги поставува под иста осуда. И сите ги поставува пред исто оправдание. На една иста осуда. Сите ги поставува под крстот. На крстот беше обесилен законот, во телото, во животот, во отелотворениот живот на Христос се обесили закон кој тој совршено го исполни. И сите ги исправи пред својата светост. И јасно покажа на сите, и на едните, и на другите, дека имаат потреба од Божјата милост и од Божјата благодат. Всушност, овдека се гледа она што Христос го направи во една случка, непријатна случка, во која пак самоправедните фарисеи сакаат да го обвинат, да го насамарат Господ Исус, запишена во Евангелието според Јован во 8 глава. Фати една жена во прелюба, мажот дури не се не спомнува, не па воопшто да биде суден. И според Мојсеевиот закон таа требаше да биде каменувана до смрт, требаше да биде убиена. И фарисеите отидоа при Христос кој беше таму во близина, всушност ја доведоа жената во неговата близина и сакајки да го обвинат во нешто, го прашаа што треба да како да постапат со виновната. Таа беше виновна според Мојсеевиот закон.
Тие се надеваат дека Христос ќе го наруши законот и така ќе го обвинат. Господ Исус, знаете случката, прво нешто шуваше во песокта, во земјата, и после известно молчење рече: нека го фрли прв каменот оној што не се огрешил според Мојсеевиот закон. И што се случи? Сите ги оставија еден по еден камењата. Што направи Господ Исус? Оној закон со кој фарисеите ја осудија жената, со него Господ Исус ги осуди фарисеите. Истиот закон. Законот со кого вие судите, тој закон вас и суди. Исполнувајќи го целосно законот, Христос во неговата светост ги поставува сите на иста основа. Ги постави евреите и неевреите како неприфатливи пред Бог во нивната, собствената праведност. Никој во својата праведност не е прифатлив пред Бог. Секој евреин, кога ќе погледне во животот на Христос, може да види дека и тој е виновен во иста мера како и незнабожецот. Виновен во истата мера. Законот во ништо не го оправдува. Она поради кој што сметал дека има право да гледа со презир и да биде непријател на другите, сушност нема никаква основа во животот. И двата народа имаат истата потреба од Божјата милост. Тој го укина непријателството со тоа што го обесили законот во кој евреите создаваше чувство кај евреите дека имаат право да бидат на другите, да ги презираат и да ги мразат. Самоправедноста всушност е причината за конфликтот. Кога некој мисли дека, кога има чувство дека е подобар од другиот, тој е праведниот, а другиот е лошиот. Дека самите ние нема што да промениме во себе, зашто кај мене нема никаков проблем. Проблемот е кај другиот. Кај нас македонците нема проблем. Проблемот е кај светската заедница. Кај мене лично, однос с луѓето нема проблем. Проблемот е кај другиот. Тоа ни дава повод да бидеме самоправедни и ние воопшто да не решаваме, да не действуваме воопшто во решавањето на проблемот. Проблемот е кај неправедните, кај другите. Сега дека се обидуваме да ги покориме останатите под нашата самоправедност, непријателството останува. Зашто самоправедноста раѓа непријателство. И тој процес на помирување, видите, продолжува со тоа што Господ Исус Христос од двата направи еден. За да создаде во себе од двата еден нов човек, успоставувајќи мир. И овдека зборот создаде не е вообичаен збор. Овој збор се користи во Новиот Завет за творечката дејност на Бог. Создавањето на Бог. Бог создава. Бог создава на начин на кој никој друг не може да создаде. Бог создава нешто што никој друг не може да создаде. Тоа е збор овдека употребен. Од двата човека создаде еден. И тоа сосема нов човек создаде. Акт што само Бог може да го направи. Новиот човек, всушност за кој што пише овдека, или ако се вратиме на претходниот стих, всушност е народ. Од двата народа направи еден. Од двата човека еден. Всушност овдека зборови за Христовата црква. Од евреите и од незнабожците направи еден Божи народ. Христовата црква. Бог не сметаше дека за да има мир, за да се помират тие два народа, едниот требаше да стане другиот. Не евреите требаше да станат евреи. Нити пак мислеше дека евреите треба да станат неевреи. Не. И едните и другите требаше да станат нешто ново. Од едното и другото тој направи нешто сосема ново. Тој направи Христови луѓе, во кој живее Христос. Зошто пак се враќаме на почетокот. Без Христос нема мир. Тоа е.
вистината. Мислиме дека ако другите етнички групи станат како нас, нема да има непријателство. Па меѓу нас македонците има непријателство. Ми политички има непријателство. Во партиите едни меѓу други. Па и во самите партии верувам дека има непријателство. Не е решението едниот да стане како другиот. И двајцата треба да станат како Христос. Од двата направи едно. Мажите не мора да станат жени. Жените не треба да станат мажи. Жените се обидуваат да станат мажи и тоа е популарно денес, зашто сметаат дека така ќе бидат повеќе. Нели? Зашто мажите се повеќе, нешто повеќе. Не. Во Христос секој го добива истинскиот идентитет. Во црквата се искусува нешто сосема поинакво, на единство, поинакви односи кои можат само во Господ Исус, нашиот Спасител, нашиот мир да се искусат. И на крајот и обата во едно тело да ги помири со Бог. Преку крстот, откако го уништи непријателството во себе. Сите да ги помири со Бог. И едните и другите да ги донесе во мир со Бог. И тоа е веќе чекорот до кулминацијата која последното со ме сетиот стих. Имаме мир со Бог. Е тоа основното. Најголемиот проблем на паганизмот, кој беше опишен од 11 до 13 стих, е непријателството со Бог. Непријателството со Бог води до живот без надеж. Во мирот со Бог, пријателството, близината со Бог, доаѓа мирот во човекот. Јас знам дека имам Божјата заштита. Јас знам дека Бог вклучил завет со мене. Јас се надевам на Божите ветувања. Знам дека во секоја ситуација, каква и да е, Бог ќе донесе спасение. Бог ќе донесе решение. Зашто јас имам мир со Него. Зашто тој ми е пријател. Зашто тој е мојот сојузник. Бог им дава благодат. Тој е наклонет кон понизните. Оние што му се понизуваат. А е во војна со горделивите. Тој е сојузник. Војува за оние кои се негови. Оние кои имаат мир со него. Помирувањето значи сојузништво. Кога си во мир, склучуваш мир, ти склучуваш чуваш за. Затоа, она што се акцентира овдека. Ако има некоја област во која мислим дека ние сме во закон, исправни, дека не ни треба корекции, зашто другите се во тие области во проблем. Ако мислиме дека немаме потреба во некои области од растеж, тогаш има надменост во тие области и причина за конфликт. Сега дека стоиме под Христовиот крст, ние сме на едно исто рамниште со другите. Имаме, додека сме под крстот во Христос, ние чувствуваме истата потреба од простување како и другите. Таму нема место за непријателство, знаете ли зошто? Зашто таму сите се подеднакво виновни, а исто така таму сите се подеднакво и оправдани под крстот. Јас само не можам да покажам со прст кон никого под Христовиот крст, зашто таму сум виновен колку и другиот. А другиот е во иста мера оправдан како јас што сум оправдан. Под крстот има мир. Таму не може да има непријателство. Тој ги доведе двата народа под крстот, за да не може ниту едниот, ниту другиот да води војна против другиот. Да има мир во Христос. Таму сме сите обвинети, таму сме сите ослободени од вината. И така Христос го убива под крстот непријателството. Во себе го прави тоа. И откако дојде, и тоа е нели последното, и откако дојде, тој ви благовести мир на сите, и на блиските, на оние што беа под закон,
И на далечните, на оние што беа без закон. На сите ги повика. На сите проповедаше мир. Кон сите е миротворец. Зашто преку него и едните и другите имаат пристап кај Отецот во еден дух. И тука сега во овие 4 стиха вклучува целосно Светата Троица. И Синот, и Отецот, и Светиот Дух. Преку во еден исти дух имаме достап до Отецот. Во тој процес на доведување во мир со Бог, а преку тоа и мир еден преку друг, во Христос, се вклучена целата Божествена Троица и на крајот сето тоа да имаме слободен пристап, да можеме слободно да доаѓаме до Отецот. И овие зборови, колку што се револуционерни за неевреите, за незнабожците, исто толку се револуционерни за евреите, зашто евреите немаа слободен пристап до Отецот. Ти има пристап преку жртви, ти има пристап преку првосвещеникот еднаш во годината, ти има пристап преку еден тежок, сложен, ритуален закон, но никој не може да дојде до престолот на благодат. Во Христос, кој е нашиот мир, има слободен пристап до Отецот, до нашиот небесен татко. Секојдневно имаме слободен достап да дојдеме кај него и да искусуваме неговата љубов, татковска љубов. Најинтимната љубов што може човек да искусува. Повеќе родителска љубов. Повеќе од тоа и не е можно. Што повеќе од тоа? Да имаш најблиска родителска врска со Отецот. И тоа е тој процес во кој што и двата, и далечните и ближните, Христос ги донесе, укинувајќи го, обесилувајќи го законот, укинувајќи го непријателот, ги доведе до Отецот. Да општиме со него, да му ги изнесуваме маките, животните товари, притисоците. И тоа е смислата на овој текст. Така Христос е нашиот мир. Доаѓајќи слободно при Отецот, бидејќи Христос е во нас, оправдани во него. Така Бог работи за решавање на немирот. Немирот кој постои во нас, немирот меѓу нас, околу нас, во светот, во секаде. Оно упорно држање на тезата јас сум прав, јас сум во право, а сите други виновни, е она што разделува, она што создава преграден зид. Кога ќе застанеме пред Христос, светиот, тогаш осознаваме, признаваме дека и ние сме исто толку виновни колку и другите, дека носиме вина како и другите. И тогаш всушност осознаваме дека нема друг начин да се оправдаме, нема друг начин да се ослободиме, освен милоста на Бог. И тогаш завршува немирот. Тогаш се руши преградата, зидот, непријателството. И тогаш Духот не воведува во славните односи на слобода и радост преку животот со Таткото, небесниот Татко. Господ да ни дава мудрост да ги разбираме овие зборови и да ги живееме. Слободниот достап до Таткото. Христос во нас, кој е мирот, прави сосема поинаков живот. Живот во мир, кој нема да го бараме обезбедувајќи околности, туку живот во мир кој е во самите нас, бидејќи Христос, нашиот мир,